Јаки што кажа, ќе зборам на битолски, така ми е најудобно. Кај што застана, спомна Јасмина дека нејзината прва средба беше пред 20 години и да бидиш секојдневие, да ти е секојдневие овој фонд, е нешто голема работа и веќе ти станува некаква обсесија. Браќата Манаки се урбани легенди во Битола. Тие се едни од основоположниците на многу работи, ќе видите таму и во социјалниот и општествениот живот, не само преку фотографијата. Да пробаш да ги разбериш, треба да дојдеш на некој уметничко ниво нивно, затоа што не биле обични фотографи, тие биле и уметнички фотографи, меѓутоа биле и хроничари на едно време. Не биле први фотографи на Балкан, не биле први фотографи ниту во Битола, меѓутоа биле први фотографи кои излегле надвор од своето студио за да регистрираат секакви настани. Знаете како, фотографијата во тоа време била скапа работа и се работело за пари. Нормално, комерцијална потреба. Меѓутоа тие знаеле да излезат со својата камера и да фотографираат згради, настани, случувања дневни во градот, а за тоа никој не му плаќа. Знаеле да заминат со своите коњи по планинските влашки села ширум Балканот или македонски села ширум Балканот, претежно таму оделе, натоварени со огромна опрема и да фотографираат нешто таму и да ги донесат тие фотографии тука. Па макар било и некаков пейсаж од некое село или град. Токму затоа тие се големи. Биле официјални фотографии на тројца кралеви. На романскиот крал Карол I, на Александар, југословенскиот крал Александар и нормално на султанот Решат V кога дошол во Битола. Да бидиш дел од еден таков круг на луѓе, да имаш ти баш оно овластување, да го снимиш султанот и да стигнеш до него близко и да го наместиш, да го сликаш, тоа е некоја голема работа. Исто така, интересна е на анекдота, договарявме се с Нина да каже ми по некоја анекдота, сте слушнали за Јосип Брос Тито, помладите, така? Тој беше председател на Југославија. Тој бил толку храбар кога дошол Тито во посета на Битола да му рече стои застани, треба да те сликам и го наместил да го слика. И му рекол, некој од придружбата на Тито му противречеле, ама тој му рекол вака, го снимав кралот, го снимав султанот, мора и тебе да те... Значи бил толку досетлив да му да го убеди да застани, да го намести, да го слика. Фондот кој го имаме е огромен и е многу богат и ние често знаеме да кажеме дека е најбогатиот фонд фотографски во Југоисточна Европа. Има негде околу 7000 стаклени плочи, 3 до 4000 рол и план филмови, зборам од околу затоа што ги знаме точните бројки, меѓутоа имаме еден дел кој е необработен и несреден, кој допрва треба да го обработиме и да го средиме и да го преброиме, и 10.000 оригинални фотографии. Станува збор за луѓе кои дошле кои биле родени во едно влашко село во денешна Грција, Авдела, отвориле своје прво студио во Јанина, во Грција, и бидејќи Битола во периодот на почетокот на 20 век станал еден културен, економски центар на Отоманската империја во тој период заедно со Солун, се одлучиле во 1905 година да се преселат во Битола, да го отворат своето ателје и тука да почнат да работат. Нивниот период на работа е поделен на три периоди. Првиот е Јанински, имаме еден Пловдивски регион, еден Пловдивски период и оде што е најбогатиот Битолскиот. И 20.000 фотографии да ги имаш од еден, јас би го рекол, најтурбулентен период во светската историја, која ги имате оние сите случувања што Јасмина ги напомена: Прва светска војна, распаѓање на Отоманска империја, Млаотурска револуција, меѓувоен период, Втора светска војна, полна што ние го викаме, основање на македонска држава наша, и сето тоа да помине преку нивната камера, тоа е голема работа и за почит. А за почит е она што ние го нарекуваме нивна историска свест.
сето то да го остат тука. Како што знаел Милтон често пати да рече, сакам еден ден да се зборува за мене, цел Балкан да знае за мене. Ние пред 2 години, кога ја отворавме оваа изложба, го најавивме проектот Tungsten Steel Preserving the Manaki Brothers Photograph Legacy. И се седовме на задача како битолско оделение да го дигитализираме и да го заштитиме овај фонд комплетно и да ги надминиме границите негови на Балканот, туку да му го дајме на светот овој материјал. Затоа што и јас сум убеден како Јасмина, овие материјали не ни требаат може после. Ова се материјали кои ќе бидат инспирација за вас, како не знам, идни истражувачи, да дојдете, да видите, да се запознаете со материјал, да сватите на работа дека без документација нема нација, ние мора да се грижиме за нашето наследство кој го имаме. И со тоа го овозможивме нивното име да излезе надвор во светот, да е достапно секаде на платформа на не било која институција, туку британска библиотека, она институција која ја пише она Британика. Ако влегваш во Британика, тоа што е напишано таму, тоа е вистината, да се разбере. Така да навистина ми е задоволство и чест да сум тука денес како еден од авторите. Изложбата ја работевме со колегата Димитар, колешката Марија Ивана и овој дел на изложбата и Јасмина, која е еден од добрите познавачи на творештвото на Манаки, да работи оваа дигитална изложба во која насобра не знам колку фотографии негде. Има повеќе од, не знам, 150-200 фотографии сигурно има. Да. И е хронолошки работена, односно еве од тие 3 периоди, започнувајќи од нивниот јанински период, па се до создавањето на македонската држава. И како што кажав, нели, тој ги фотографира не само оние познатите, туку и непознатите, да, обичните, кои што ги сретнува и кои што сакаат, нели, да ги забележат сите своји семејни случувања, од интелектуалци, занечи, индустријалци, трговци, селани, носи, градски, селски носи. Ние тоа го викаме од кралските палати до селските трошни куќи. Буквално се. Верувајте, има фотографии од сина и кралскиот дворец на романскиот крал. Да, и тоа не го споменавме, дека тие не само што беа од тројца нели кралеви имаа можност да фотографираат, туку и учествуваа на многу светски изложби. Учествувајќи на една од изложбите 1907 беше, мислам, изложбата во Букурешт, тие станаа дворски, добија сребрен и златен медал за својата клистурчанка, која што ќе ја видите овде фотографија, и на тој начин беа озваничени, односно официјално станаа дворски фотографии. Така да нивниот диапазон, односно нивното размислување навистина беше многу пошироко и сега го добија навистина она вистинско внимание, мислам со она што архивот во Битола го прави и успеа да го направи. Сам пошто имам ученици, многу сакам кога имам ученици, да ги поканам некогаш и да дојдат. Имаме прекрасни работилници, ги организираме за учениците со оригиналната камера 300, таа е првата камера на Балканот која е донесена. Првите снимки со камерата биле направени со нивната баба, Деспина, и воедно е таа најстарата, имала над 106-7 години кога ја снимале, и таа е најстарата некогаш највозрасната личност снимена на објектив во светот. И тоа е еден вака интересен куриозитет. Имаме многу легенди да раскажеме, да кажеме таму, да се дружиме која ќе ве носи пат на кај Битола, добре дојдени сте. Имаме и сите фотоапарати нивни, има фотоапарати, сега ние го носиме тука во джепот, тоа не е многу лесно, кога ќе видите колкави биле тие фотоапарати, колкав предизвик било да се носи сето тоа на, не знам, на некој планинско село, ќе сватите некои други работи.